Добро. Да ги идеме со прашањата, Ајде. барем од она што е Може. поставено, со оглед дека има неколку. Зошто вработените од култура немаат плата, здравствено осигурување во прашање има и хронично болни лица. Конкретно Вработените јас во? сум на листа вработените од културата. Од култура, веројатно во културните институции претпоставам. окей. Конкретно јас сум на листа за трансплантација а неизвестно ми е здравственото осигурување. Не е точно. Не е точно дека дали ниту еден не е точно дека и нема здравствено осигурување, не е Само возможно. во мојот микрофонот Не бидејќи е, ми се извинувам. сигнализира дека Не е возможно, не е точно дека немаат плата. Сега, мислам дека ќе го дискутирам нели тоа прашање во однос на сега што се случува со доцнењето на платите, меѓутоа не е точно дека немаат здравствено, пензиско или дека немаат плата. Не. Апсолутно не. Ова беше прашањето, сега затоа што влеговме во темата Да. више. Имаше од Јаким Неделков реакција. Да, денес. Да, членовите на СОНГ вработени во едината култура бараат од Министерката за култура да излезе јавно и да објасни зашто се уште нема плата. Да го направи истото што го направи на 1 април, изборот на датумот е случаен или не, односно на повтори дека синдикатите на основа на шира дезинформација создаваат паника во членство. Значи вие стандарден викате лажете. Не. Не е точно. Имаат плата? Не. Немаат плата. Немаат. Во овој момент немаат, меѓутоа еве работиме Значи, на тоа доцните. решение. Ако дозволите да објаснам пред да одговориме со еден збор на тоа прашање. Знам, Во сакате да ми моментот, кажете дека во има зголемување на моментот, плати. во моментот, односно, она на што работиме да се реши е токму тоа да се исплатат платите, меѓутоа има мали несогласувања, морам да признам, заедно со Министерството за финансии, затоа што ние изработивме решенија за нивната плата согласно колективниот договор и гранковиот и општиот, и тоа е нешто што најверојатно направи мала забуна во Министерство за финансии, меѓутоа како Министерство за култура ние решенијата ги изработивме, ги доставивме до Министерство за финансии и планот за исплата е доставен, меѓутоа сега таму има некој застој и токму оттаму е и реакцијата. Морам да напоменам дека синдикатот, односно СКРМ, синдикатот на културните работници, имаат колективен договор кој што е навистина еден од подобрите во регионот. Знам дека на многу други тоа не им се допаѓа, дека така им е добро строчен и ги заштитува, меѓутоа тој колективен договор е активен и почитуван, меѓутоа со донесувањето на општиот колективен договор се направи некоја мала, еве така ќе кажам, забуна по однос на тоа кое е по поволно право, значи во однос на синдикалните прашања, и тоа е тоа што морам да кажам дека при секоја промена, дали е зголемување на минимална или стапување на сила на општ колективен договор, става под знак прашалник. Јас навистина и јас и вработените во Министерство за култура направивме максимум и дури се работеше малку и прекувремено во однос на тоа да се достават сите решенија, особено од националните установи како што ги припрема, како што пристигнуваа во министерство, да се обработат, проверат и како такви да се пратат во Министерство за финансии. Меѓутоа еве Министерството за финансии има некои своји недоумици и всушност таму е доцнењето на исплатата со плата. Проблемот е во финансиите, тоа да кажете. Да, за жал да. Покачувањето е од 12%. По однос на нивниот гранков колективен договор, треба да се направи усогласување со зголемувањето на минималната плата, меѓутоа бидејќи дел од нив се уште и вработени во јавен сектор, тие се раководат по таа полиса, така да кажам, и се сакаат да кажат дека им следува и зголемувањето што следуваше и за јавната администрација од 10%. И тука е тоа несогласување во однос со Министерството за финансии, кој што се надевам дека во текот на утрешниот ден ќе се надмине, бидејќи мора да се исплатат платите, веќе го поминавме законскиот рок. Можете ли да ветите дека за време на великденските празници вработените во култура ќе имаат плата? Јас можам да ветам дека ќе направам како што правам максимум за време на великденските празници и пред великденските празници тие да ја примат својата плата. Односно правиме напори до крајот на оваа недела да се надминат тие недоразбирања и да имаат плата. Ќе исклучите ли можноста за Великден да останат без пари? Великден е многу далеку, тогаш треба да примат нова плата веќе. Што значи дека како што кажав, правиме напори до крајот на оваа недела да најдеме решение да земат плата. Добро. Дали намерно правите нервоза меѓу вработените или навистина има проблем? Апсолутно не. Мислам дека тоа што таму го гледате, да, ова се однесуваше на нешто друго, меѓутоа да. Ајде, објаснете не. Ова е нешто друго. Ова е од синдикатот. Ова е од синдикатот, на Република Македонија. меѓутоа нервоза меѓу вработените во културата и со која цел
е нешто сосема друго и апсолутно не се однесува на мене, затоа што јас од кога станав министерка, нивниот колективен, како што кажав, без разлика дали на некој му се допаѓа или не, го почитувам. Да, првата година кога јас станав министерка во 22, не беа предвидени средствата за тоа во годишниот буџет. Меѓутоа со пренамена на буџетот ги предвидивме и од тогаш немавме никакви проблеми со нивните плати. Меѓутоа, докато стапи општиот колективен договор, таму има некои недоумици, правни, можеби недоречености по однос на тоа дали треба да се водат по двата колективни или треба да го одберат по поволното право или треба само да се раководат по својот гранков колективен договор. Да, еве има прашање конкретно да кажете има или нема плата. Како има или нема плата? Дали имаат или немаат плата и дали доцни или не? Вие кажавте многу Платата јасно доцни. дека доцни платата и дека ќе очекувате да има што побрзо во теков на ова недела. Добро, културен работник прашува зашто 2 месеци ги лаже вработените во култура дека ќе добијат покачување на платата според општ колективен договор, а Министерството за финансии тврди дека тоа покачување не е предвидено во буџет. Затоа што во септември месец, ако може вака да дадат одговор, во септември месец добија покачување по општ колективен договор. А сега е момент кога тие всушност кога имаше покачување и по општ и по гранков, и по нивниот гранков колективен договор. Така да јас апсолутно никој не сум излажала. Во септември месец зедоа плата повисока за 10%, водејќи се по општиот колективен договор, кога изработувавме и нови решенија, затоа што синдикатот не сакаше тоа да го вметни во анекс. И тоа е нивно право, тоа не е за дека ги обвинувам. Меѓутоа мораше да пристапиме кон правење на нови решенија. Сега имаме судир на 2 колективни договори и јас тоа што го изјавив на 1 април, ако тоа на некој му било смешно, мене воопшто не ми беше смешно, туку тоа што го кажав јас го направив и решенијата што излегоа од Министерство за култура како насока за плата е дека тие треба да добијат покачување од 12%. Вика со непоминување на платата автоматски прекинува и здравственото осигурување. Мислам дека и навистина е така. Ако не грешам, доколку нема плата, ние од следниот месец нема да имаме и осигурување. Не. Не е така? Значи плата ќе има. Не сака да кажат Ќе дека ако не е до 15 ќе се надмине платата тоа пуштена недоразбирање, се надевам во текот на утрешниот ден или во петок и плата ќе се исплати. Да, но гледачот вели дека ако нема плата, веројатно дека нема осигурување, тоа му е поентата. Меѓутоа јас го уверувам дека ќе има и осигурување и плата. Да. Гледавте ли Златна во Амара минатата година? Минатата година имав прайм тајм на Златна во Амара. Така? Да. Се